Требаше да биде само преносен центар во кој отпадот нема да стои повеќе од 24 часа, но на оваа локација се депонирани околу 900 тони отпад. Овие слики се од влезот на селото Добарце, општина Желино. Жителите реагираат, велат местото е претворено во депонија и не е транзитна зона. Најлошото, велат селаните, што нивните посеви се наоѓаат близу депонијата. Кечоште. Лошо е, имаме посеви таму. Лошо мириса и не можеме да работиме. Многу е лошо. Треба да се тргне отпадот. Среде нива се ставени отпадоци, направена е голема грешка, но на никого не му е гајле. Имам една нива таму горе, тие веднаш до неа фрлаат отпадоци. Прават голема грешка тие што фрлаат и собираат отпад таму. Од компанијата која менаџира со отпадоците на општина Желино велат дека знаат за реакциите на жителите. Одговорните објаснуваат дека причина за собирањето на отпад во Добарце е затворањето на регионалната депонија Русино поради протестите и блокирањето на улиците. Местото каде што се собираат отпадоците во Добарце е нивно земјиште. Велат за оваа локација се договорени со градоначалникот на општината Желино. А тоа кај Андрей бе? Тие имаат право да се жалат, имаат право жителите да се жалат. Ова поле е мое и овде не може да има толку отпад. Една или две тури, 3 преку сила. Другите треба да се носат на друго место. Почнавме и ни треба околу 1 месец за да се исчисти целиот отпад. Од општина Желино велат дека локацијата е погодно место за собирање отпад. Тие велат дека ова е само привремено собиралиште. Одговорните во компанијата велат дека во период од 1 месец отпадот ќе биде пренесен во регионалната депонија Русино и дека ова место ќе го добие статусот на преносен центар за отпад. Градоначалникот на Желино Фатмир Изаири изјави дека проблемот со депонијата во Добарце е привремен. Додаде дека властите бараат долгорочно решение.